Добар ден и добре дојдовте во уште едно издание на За или Против. И денеска анализираме дневно политички, но и актуелности во последниот период важни за прети се евроинтегративниот процес на Македонија, враќање на владењето на правото во државата, решавањето на корупцијата и криминалот, тие сите клучни прашања кои се практично решение, би рекла, или единствениот патоказ за нашето реформирање во правец на евроинтегративниот процес. Многу филозофски звучи веројатно оваа најава, меѓутоа колку повеќе ги анализираме сите овие работи сегментирано, толку повеќе ни е и јасно што секоја една единка во ова општество може да направи на овие теми, за да можеме чекор по чекор да се приближиме онаму каде што реално припаѓаме. Насловот на вечерашното интервју или вечерашниот политички магазин За или Против е дали ќе помине или ќе се изгласали извештајот за Македонија во рамки на Комитетот за надворешни работи при Европскиот парламент на 24 јуни. Одложен беше за тогаш, односно е одложен за тогаш, заради оние славни или неславни амандмани на бугарските европратеници на тема македонскиот идентитет или она што е сегашна македонска реалност или историјата на постоењето на македонскиот идентитет, македонизмот, македонската концепција и така натаму. Долго време анализираме на оваа тема и годините наназад, но актуелноста во овој период ни е причина што вечерва во ова студио е пратеничката од ВМРО ДПМН Иванка Василевска. Добре дојдовте. Добро ве најдов. Вечерва денеска како и да е, после 6 часот веќе е, нели, почнува ноќта, ако ништо друго барем се разладуваме. Василевска, она што би сакала да го искоментираме прво е она што е и најново попладнево, практично го пренесуваат медиумите од денешната седница на собранието, односно фактот што не помина практично она понуда или предлог законски на ЛДП за една изборна единица. Го слушавме и премиерот изминатите денови, изминатиот период, како интензивно вели дека тоа треба да се подржи, но доколку се биде вклучена практично и диаспората. Дали ова беше причина што не го поддржавте денеска овој предлог на ЛДП заради диаспората или има и некои други финеси внатре кои што можеби не се за вас прифатливи? Јавноста е добро запознаена. Уште малку година дена како имаме формирано владата, во нашиот предизборен маркетиншки период, кога нудевме нашата програма пред македонските гласачи, јасно имавме потенцирано истото, нели, го како залог продолжи, нели, кога се формира владата да биде, нели, една од приоритетните работи кои што треба да се направат, а тоа е Македонија да биде една изборна единица, а Македонското собрание да се намали бројот на пратеници, да дојдеме до една рационална бројка од 90 на пратеници кои реално на ниво на територија, на ниво на број на население, според последниот попис, би биле кредибилни представници на македонските граѓани. Предлогот на опозицијата е коректен. Посебно го разбираме потребата на помалите партии во опозицијскиот блок да сакаат да најдат подобар простор на кој што би можеле да дадат својата политичка понуда. Сосема е јасно дека големите блокови се многу покредибилен, нели, како да кажам, мост преку кој што можат дел од нив да бидат дел и во Македонското собрание, но кога одат самостојно, тоа е речиси невозможна мисија за нив. И тука имаме разбирање за потребата, нели, да се застапат сите интереси на севкупното македонско граѓанство, но нашата сериозна заложба е тоа да биде во интерес на македонските национални интереси и во интерес на македонската иднина. И доколку правиме таква голема, значи, промена која што се однесува на изборниот законник, тогаш сериозно треба да ги опфатиме сите клучни моменти кои го засегаат, пак ќе кажам, македонскиот унитарен карактер и македонскиот политички систем. А од таа причина и произлегувајќи од тоа,
тие размислувања, решението е во рамките на оваа понуда да биде опфатена и гласањето на нерезидентното население, тоест на диаспората, кои би можеле, секако не за локални, но за председателски и за парламентарни избори, да бидат дел од, нели, да го дадат своето мислење, значи, својот глас. Како би се решило ова со нов предлог, кој што можеби вие како пратеничка група, некој од вас, некој друг би го доставил, или ќе се интервенира во актуелно во... Видете, обично и сите препораки на ОПСЕ и ОДИХР, кои што се кредибилни, ние внимателно ги следиме, укажуваат на тоа 6 месеци пред избори е веќе многу доцна да се разговара за промени во изборен законник. Тоа се случува во оваков краток период на малтене на месец и пол пред почеток на распишување на, како му доаѓа на, можеби, речиси 2 месеци. Не го знаеме точно датумот кога ќе биде, нели, некаде во август таму ќе се распишат локалните избори, но она што е клучно е дека во толку краток период треба сериозна причина да има за да може да се направи интервенција, и обично таа оди со консензус генерално на ниво на сите политички групации во собранието. Но ајде, добро е, го поздравуваме овој чекор на опозицијата и оставаме простор на ова решение да се дискутира, да се најдат сите соодветни решенија и секако она што е волја на мнозинството, како израз на волјата на македонските граѓани, да најдеме решение кое во иднина ќе ни донесе подобро управување и со политиките внатре, како и по-транспарентна, нели, плурална застапеност во македонското општество. Во секој случај не е лош чекорот што го направија, и за разлика од претходното тоталитарно владење на двоецот Социјалдемократски сојуз и ДУИ, ние како, нели, парламентарно мнозинство и, нели, делегирајќи ја владата, имаме сериозна заложба да создадеме простор за сите македонски граѓани, како што веќе реков, имаат свој канал како би ги доставиле своите политички барања или би ги адресирале своите потреби, а сето тоа и во интерес на македонската иднина. Во вакви предизвици нема потреба, мислам, да одзбориме подетално, да знаеме со што се соочивме и понатаму се соочуваме. Ние мораме пред се да си го зацврстиме, да си го зацелиме внатрешниот поредок и преку истиот да донесеме соодветни законски решенија кои ќе овозможат навистина да функционираат уставот и законите онака како што треба. Ќе искористам оваа линија додека сме во внатре парламентарните ситуации и дискусии. Апропо ова денеска, имаше настап председателката токму на ЛДП за вчера вечерта тука во ова студио, во емисијата што ја води Драган Милосављевиќ, Заспи ако можеш. Интересно беше да се забележи некритичниот однос кон власта, односно напротив, една сериозна доза на поддршка на владените политики од страна токму на председателката на ЛДП. И тука само би сакала да прашам, има ли нови поместувања во однос на така наречениот Европски фронт кон вреди, бидејќи од таму коалиционите партнери на ДУИ, нели, тие самите милуваат да речат дека тоа е Европскиот нивен фронт, меѓутоа внатре има еден куп мали коалициони партнери кои не се ДУИ, тоа е факт. Колку има поместувања кон вреди ева последниве денови, недели, не знам, откако се актуелни одредени ситуации, например, после гласните објави на Даниела Арсовска во однос на Висарганију, гледаме дека не успева таа битка, но пак дека од друга страна ниту на Таравари не му успеа откинувањето на членството од вреди, ако може така да кажеме, односно на пратениците, видовме како се движат работите. Значи, има ли нови преклонувања кон актуелната власт во собрание, односно во делот кон вреди од така наречениот Европски фронт? Мислам дека... Или се уште е тоа тивко? Уште не е? Генерално, мојот впечаток е, не е коректно да зборувам во име на вреди, бидејќи тие си имаат своја, нели, партиска инфраструктура и своја политичка артикулација, но како коалиција и како колеги во рамките на Македонското собрание, мојот впечаток е дека изминативе, па би рекла околу 2 месеци, луѓето се најдоа во една непријатна ситуација. Некој преговараше во нивно име без нивно знаење. И тоа беше малку повеќе од непријатно, бидејќи тоа се луѓе кои што и си, како сите, нели, останати, имаат своји размислувања, своји убедувања.
мојот впечаток е дека најголемиот дел од пратениците на Вреди претрпеле сериозни како да кажам повреди или биле маргинализирани на некој начин за време на владењето на Демократската унија за интеграција и во рамките на албанскиот блок, бидејќи она што мислам дека е најголемиот проблем на самата ДУИ е тоа што они ставија еден патент врз албанскиот граѓанин, гласачите нели кои што се со албанско потекло граѓани на Македонија, и во рамките на тој блок тие си ја водеа политиката и донесоа еден страшен авторитарен поредок кој во македонскиот блок е потешко разбирлив и не допираме толку блиску да можеме навреме да разбереме што им се случува на тие луѓе таму. И тоа е значи една исто проблематика која сега во опозиција треба да ја совладаат, да ја преживеат, да се изборат таму структурите за подобра, нели, за обновување на демократската свежиња, да си најдат курс на кој пат ќе тргнат, кои се нивните цели. Јас честопати говорам, генерално ако луѓето, ако во одредени прилики кога имаме полемики, јас сум веќе 5-та година цела во македонското собрание, така што тоа е исклучително големо искуство. И ценам дека за сериозна политика мора да го поминете тоа огнено крштевање во парламентот. Порано како опозиција ова година и како дел од владеачка гарнитура, и можам да ви кажам дека со размислување од типот, знаете, тоа го бараат нашите луѓе во селата, а јас им велам ние треба да ги извадиме луѓето од селата и да ги донесеме во рамките на еднаков рамноправен граѓански статус, како би тие имале разбирање и би се чувствувале како дел од една целина. Ако ги држите така маргинализирано, нема да можат луѓето да создадат впечаток која е реалноста и кои се вистинските потреби, ниту да допринесат кон демократизација на општеството, туку се едноставно и беа сведени едноставно само на гласачка машина. Сега, овие луѓе, овие мои колеги храбри од Глен кои се спротивставија на тоа владење, таквиот принцип на владење на Демократската унија за интеграција, и тие луѓе кои што вете се во рамките на таа коалиција Вреди влегоа во македонското собрание, беа во една стварно неприродна состојба ставени, а и колегиве кои што сега се вратија во прегратките на ДУИ, морам да ви кажам дека постои една непријатност помеѓу сите нас, бидејќи искрено ние меѓу нас имаме големо почитување и се без оглед како тие одлучиле и без оглед колку го почитуваат и нели професорот Таравари, тоа никој не може да се меша во тој однос, но сепак имаат, да речам, и разбирање и покажуваат барем се уште и респект и сочувство. Во однос па на македонскиот блок, кој што е дел во нели опозицијата во македонскиот парламент, исто така мислам дека нема некој на кој што не му е јасно што доведе до нивниот катастрофален пораз минатите избори. Значи, човек најмногу на себе може да си наштети, никој друг не може да му наштети на човека како самиот себе. И тоа е навистина така, бидејќи таквиот тип на политики и таквото немање на сенс, ако вие терате политика како што тераше, како пример, за мене екстремно најнегативен пример во однос на владиниот состав, господинот Бујар Османи, кој го гледам многу храбро пишува сега на Фејсбук, но да ви кажам како сведок и како членка на Комисијата за надворешни работи во минатиот мандат, па ние го молевме по ходници да застане да ги видиме што се договориле 2022 година, каков е тој француски предлог, кои се тие заклучоци кои што се усвоени. Па се измислуваше дека морало само со безбедносен сертификат. Има уште една вистина што треба граѓаните да знаат. Во дипломатија нема транспарентност. Значи, транспарентност и јавната дипломатија имаат друго ниво на комуникација. И за тоа треба навистина сериозни, јас често пати велам и белокоси луѓе кои што стекнале искуство и кои што умеат тоа да го менаџираат за да не биде брутално и да не биде контра интересите на националните, секако на македонскиот национален интерес пред се. Но во суштина таа злоупотреба и тоа раздавање на прашања кои што нема легитимитет, посебно како представник на помала етничка заедница во Република Македонија, создаде проблем кој еве денеска го осеќаме и сериозно имаме компликации поради таквото лесно прифаќање и раздавање. Не политични едноставно, нели, не се сите политичари во оваа држава, не се сите политички суперписмени. Апсолутно. Се на истиот став
Зошто еве на пример не ни го покажа добрососедскиот договор своевремено, можеби па и ќе го поддржавме ако искрено ни беше кажано што има во него, што се содржи, што сакаат да направат и така натаму. Ма затоа ние тогаш ако помните, сигурно помните, излеговме со децидно не. Така. Затоа мирно нели марширавме по улиците во Скопје. Затоа толку многу се дебатираше, толку се пишуваше, затоа беа, видете ја мојата аргументација, јас излегов веднаш после Димитар Ковачевски да аргументирам зошто сметам дека е ова лошо решение и дека не смела владата на ваков начин да постапи. Во принцип, кога се случуваат вакви прашања кои што се од висок национален интерес и кои што засегаат и устав, засегаат и политички систем и засегаат и многу други компоненти, вие не можете како власт да донесете одлука без да сте координирани и консултирани и со опозицијата. Значи, тоа се национални прашања кои што не биле дел од изборна понуда, не биле аргументирани, не биле доставени до гласачите. Бугарија па и Грција своевремено. Ама видете зашто во Бугарија толку пати се случуваше изминативе години и не можеа да создадат стабилна влада. Затоа што бугарското општество не се согласува со одредени политики и имаат проблем. И ќе никнуваат нови политички ентитети и се. Но генерално, во нашето разбирање, јас секогаш велам трибалистичко разбирање на политиката, кога ќе се осети таа моќ, тогаш ја гледате, ги гледате вистинските ликови, го гледате вистинскиот карактер кој стоел нели претходно на оние убави постери, убави памфлети. И кога ќе добиете жешки костени, а власта најчесто е мачење и жешки костени, не е задоволство и уживање. Значи, затоа што тоа е 24 часа работа, секој ден без престан до последниот ден, до последната капка крв, до следниот изборен циклус. Тоа е владењето, тоа е извршната власт. Во таква констелација, ако влезете со ароганција, ако влезете со чувството дека никој ништо не ми може, заборавате дека со времето све ви може, самото време ви може, затоа што времето ви суди по тоа. И еве ги резултатите на таквите лоши политики. Јас не сум присталица на тоа за секое едно прашање кое што ќе го постави опозицијата да се ламентира дека тоа е заради поранешната влада. Но овие крупни национални прашања се комплетно нивна вина. Така. И ние сега решаваме и во делот на законодавниот дом, каде што можам јас најкредибилно да зборувам, во однос на парламентарната дипломатија, но и самата извршна власт, министерот за одворешни работи, премиерот, секако вице-премиерите задолжени за овие прашања, министерот за евроинтеграција и така натаму. Сите тие сега имаме сите заеднички сериозни проблеми поради таквото немање на сенс, кое што ако направите споредба со некои претходни владења, ќе видите дека дури во одреден период постои континуитет на одредени процеси. Се потпишува договор за стабилизација и асоциација, па следната влада кога доаѓа тие прават нели договор за почеток на преговори, па потоа почнува процес на евроинтегрирање, па се создаваат тела, па започнуваат извештаите, па позитивни, да не заборавиме долг временски период во поранешното владење на ВМРО ДПМН и ДУИ. Македонија имаше, значи беше прва во регионот на Западен Балкан во однос на евроинтегративен процес. И потоа тоа тргна надоле. Во текот на 7 години на претходната владеачка гарнитура, целиот тој процес да излезе комплетно од шини и да се поставиме во една таква, како да кажам, едноставно тоа е несериозноста, неподготвеноста и ароганцијата тоа го прават. Затоа што сите празни луѓе кои што сум ги сретнала во животов имаат најголема доза на ароганција која ќе седнат на било каква позиција, па дури да и местна заедница. Многу се осеќаат однешка битни, бидејќи самите за себе си треба да се убедат дека се битни. Им треба дупло ниво на енергија за да си се убедат самите себе пред се, а потоа и да не зрачат сите нас. Таков тип на политичари донесува до една ваква ситуација и затоа ние кога поаѓаме во поход, нели така наречен, кога одиме да дискутираме со европските пратеници, кога одиме да зборуваме со нашите пријатели во Европа, кога се среќаваме со амбасадорите, тие се чудат бидејќи претходно имало сервилност, имало одобрување и како да кажам, една снисхоснодливост во однос на нивните појави и очекувања, а морам да ви кажам дека ние по квалитет не сме ништо помалку од било кој друг на светот. Само треба тоа да си го кажеме и треба да работиме. И треба да бидат вистинските луѓе на овие преговарачки позиции или на ова еве па и парламентарна дипломатија или било каков друг тип на дипломатија, комуникација со овие луѓе. Сега тука е
помалку на шега деновиве го коментираме со колегите моментот дека можеби јавните функционери треба и никако да ги тестираме пред да ги бираме на тема степен на толеранција, на фрустрација лична или како и да е, за да не ни се случуваат вакви работи, бидејќи тоа пак потекнува од некаква индивидуална несреќност на еден човек кој станува функционер и потоа прави грешки кои ја чинат државата и народот, но тоа е друга тема. Видете, затоа јас на пример многу сакам и многу се согласувам со председателката, со нашата председателка, нели професорката Силјановска, која што нели многу често и во парламентот и претходно и сега слушам зборува за стручност и компетентност. И сега нели опозицијата се обидува тоа да го девалвира и се, но таа упатува најточната порака. Да. Затоа што ако си знаете вие докаде ви досега вашиот степен на знаење, на стручност, на сознание, на размислување, вие нема да се дозволите да се мешате во работи кои што не ги разбирате. Не велам дека не може да се научат, ама за тоа треба време, треба добар тим и треба визија. Пред се за лидерство мора да постои визија. И ја чинеше државата таа некомпетентност, нестручност на целата гарнитура. Штетата што ја имаме претрпено и тоа што го плаќаме сега и што се бориме да го малку поправиме, дали ништо не може нагло да се случи, е огромна. И не е случајна заложбата и на премиерот кога инсистира за вклучување на диаспората во рамките на ова претходно што го говоревме во однос на измените на изборен законник. Бидејќи, ако се сеќавате, во 2020 кога се носеше законот за попис, па после се одложи, се случи 2021 и така натаму, таа владеачка гарнитура си гласаше и исклучи диаспората како нерезидентно население од законот за попис. И сега кога ќе слушнете, знаете, тоа може да помине кај некој кој што е политички аналфабет. А за политика, зборувам за сериозна политика, луѓе што сериозно се бават со политика, добро памтат и добро знаеме сите што се случувало и во кој период, кои решенија се носени и од тоа можете лесно да извлечете анализа. Сега, убаво е што сакаат и што гласаат за предлогот на Моника Зајкова, но не се искрени ни према себе си, ни према своите гласачи, а не па да кажам према македонските граѓани, во однос на тоа колку им се искрени заложбите за отворање на отворени листи, на изборни единици и така натаму. Па тоа е затоа што се свести, проценката е искратека, во суштина тоа знаат дека не може да им помине, знаат дека дури и нив, посебно на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, дека сериозно ќе им наштети, бидејќи во тој случај па тешко дека некој од нив ќе успее да дојде до некаков рейтинг и да биде избран. И трет момент, ја користат се уште онаа енергија кај граѓаните во однос на тоа дека ете можат да си играат во просторот и во времето, барајќи си го својот можеби политички курс. И тоа е добро, се надевам дека ќе го најдат и дека ќе најдат конечно некаква свест или пак ќе дојде генерација која што ќе биде ослободена од, знаете како, се осеќаат стегите на некои негативни политички примери и злодуси кои што практично го уништија левиот блок, кои што цел живот го користеа левиот блок и го уништија, еве го гледате и сега во однос на понудата во раководството во Социјалдемократскиот сојуз. Таму не гледате ликови, таму гледате позадина. И позадината има име и презиме. И во таа позадина, кој ќе видите колку деформирани личности стојат за сето тоа, знаете дека тоа не може да допре до граѓаните. Граѓаните не мора да ги знаат сите детали, но доволно е да создадат впечаток и да видат како сето тоа изгледа, како се артикулира и едноставно на тоа не даваат одговор. Може би да одлучат и да не реагираат никако или да не излезат воопшто да гласаат, но нивната политика на тој начин пропаѓа. И затоа ослободувањето од баластите на лошото транзицијско 90-тите години од 20 век на така наречените интелектуалци, кои што во суштина се типични криминалци, само никогаш не одговара за тоа што го направија. Денеска ги гледаме нивните мртвороденчиња ги гледаме. Да, апсолутно. И можеби ќе ни замарат што ете така малку историски се навраќаме, меѓутоа заради сето тоа сме тука каде што сме и мора никогаш хронологијата да се нагласи. Не треба да се заборави никогаш. Апсолутно. Ајде сега неколку пати ја споменавме важноста и клучната улога на парламентарната дипломатија во рамки на сето ова што еве конкретно го сведочевме на почетокот на јуни, односно амандманите од бугарските врпратеници, чинамо
околу 300. Одложувањето на седницата, таа е сега презакажана за 24. Тука чисто само за подсетување на оние кои можеби не следеле се изминатите денови, позицијата на председателот на владата Мицкоски е дека ако и на 24 извештајот на Вајц не се изгласа, тоа значи дека дефинитивно на Бугарија практично признава дека и пречи македонскиот идентитет и јазик како такви. Ајде прво, очекувате ли дека ќе се изгласа извештајот? А потоа, и зошто потемелно од вас ќе очекувам објаснување, ќе биде следното прашање. Очекувам дека е голема веројатноста дека ќе се изгласа. Немам од принцип што ќе го објаснам подоцна конкретни сознанија во моментов, бидејќи тоа може да го знаат само членовите на АФЕТ, значи Комисијата за надворешни работи во рамките на Европски парламент, каде што се застапени сите парламентарни групи кои што се членови на Европскиот парламент. Секако таму е известителот за Македонија, господинот Томас Вајц, кој на вистина периодов, ова сега може да звучи и не знам, може да се извртува, но јас го кажувам со чиста совест, кој што претрпе невиден терор и невидено измачување и понижување од страна на бугарските европратеници во Европскиот парламент, затоа што одлучи објективно да ги погледа двете страни на приказката и да се обиде да и помогне на Македонија да се устрои. Значи, верувајте, што не изначитав за господинот Вајц. Го познавам, дошол кај мене во собранието, јас сум ко-председател на мешовитиот парламентар. Тоа ќе ми беше следното. Вие многу добро сте инфилтрирана е погрешен збор, сте запознаена со сето она што значеше подготовката на извештајот, зошто бидејќи после повеќе од 2 или нешто повеќе од 2 децении ми се чини вака силно се активира овој мешовит комитет, чиј копредседавач сте токму вие, мешовитиот комитет за стабилизација и асоциација. Вие имавте средби, меѓу другото и со бугарски врпратеници, па и грчки ми се чини, токму во периодот пред да се случи. Беа во Македонија. Беа во Македонија, вие бевте можеби и таму се бевме и во Страсбург, бевме и во Брисел, бевме во април оваа година. Значи сериозен ангажман, нешто кое што мораше да се прави изминатите деценија, не се правело и сега во една неблагодарна позиција. Недоволно. Апсолутно, да, недоволно се правело и сега веќе е ситуација кога што и да направите малку, бидејќи ситуацијата таква каква што е, но добро. Објективен е извештајот на Вајц, тоа е факт. Како реагираа бугарските врпратеници за време на овие средби? Тие беа тука, вие се сраќававте со нив таму пред да се изготви извештај. Јас сум многу изненадена и тоа често пати со мојата колешка господјата Сонја Мираковска од НСДП, која беше претходно ко-председавач со мешовитиот комитет за стабилизација и асоциација, кое што е единственото тело во Република Македонија кое што е на исто ниво со Европарламентот. За жал, видите колку малку знаеме. Значи маргинализирано тело, значи ќе видите секакви представници од секакви делегации кои што се во многу да кажам инфериорна позиција од нашата позиција и нашите задачи, но тоа е непознавање доволно на политички систем и занемарување на одредени аспекти. Или во одредени периоди во минатото премногу силна извршна власт, девалвирање на законодавната власт и така натаму. Или пак недоволно стабилни и луѓе со компетенции вештини да бидат во рамки на тој мешовит комитет. Затоа ви кажам, со господјата Мираковска тоа го дискутираме, дека всушност ова е можеби единственото тело во рамките на, како да кажам, па извршна и законодавна власт во Македонија, која има континуитет и во кој што секогаш членуваат луѓе кои што веќе имаат искуство, кои што барем во еден мандат биле членови, значи ко-председавач не може да биде некој кој што сега влегол во парламент, уште не знае ходниците кај се и каде се вратите. Значи тоа е тело кое што опфаќа голем опсег, практично е, како да речам, субститут на Министерството за евроинтеграција, со тоа што овдека е фокусот ставен само на соработката со парламентот и особено значајно нашата круна во нашата парламентарна работа е токму извештајот од известителот кој што е задолжен за Република Македонија. Во минатата влада,
Исто така, сакам да кажам, не се донесе последниот извештај минатата година и тоа не се артикулираше во јавноста, стана занемарено, но јас реков дека тоа нема да дозволам да се случи и ќе кажам јавно зошто не се донесе тој извештај. Во тој период, кога председаваше госпојата Мираковска, Илхан Кјучук од Бугарија беше известител за Македонија. Така. И со Илхан имавме релативно коректна соработка, се до последната година кога добивме веќе информации дека тој преговара за некакво министерско место со Борисов и почна да се однесува малку по неевропски од тоа што беше претходно како пробугарски. Се осети таа промена. Во даден момент, бидејќи само ко-председавачот има увид во драфт и во амандмани. Добро. Во тој период, значи госпојата Мираковска, таа ме побара во еден момент и ми кажа дека во рамките на овие амандмани кои што Кјучук сака да ги пројде, нели, како не ги пројде он, туку он е за нас гласноговорник, нели, пред во АФЕТ, во Комисијата за надворешни работи, сака да стават да се вметне во на едно или на две места, сега ќе нема да ми замерите многу информации, но суштината е дека требаше да стои таму северно-македонски јазик. Така. И тоа, значи, таа го иницираше, таа го детектираше, таа си има обврска и одговорност. Значи, нашата работа во Мешовитиот парламентарен комитет е надпартиска, надполитичка, без оглед дали е некој власт или опозиција, и веќе видите и во овој состав, ние сите парламентарни групи... Тоа е сега можеби така, но не било. Значи, било, веројатно нема кога така биде беше, во опозиција. Видете, одредени луѓе направиле позитивни чекори, се грижеле за својот дигнитет и за македонскиот идентитет и нив треба да ги пофалиме, не да ги ставаме во група со тие кои што си биле ситни трговци. Значи, информацијата тогаш ја добивме и реагиравме сите, и ние како опозиција, и таа се издействува на ниво, нели, на владата тогашна, и дојдовме до разбирање со нив дека подобро да немаме извештај. И во тој момент немаше услови, брзо беше, нели, изборниот циклус, изборите беа на прагот, јасно беше дека ќе изгубат, дека ќе одат во опозиција, дека нашата шанса е многу голема да формираме влада, и тоа го оставивме така. И сега овој извештај е за тоа толку значаен, бидејќи овој извештај треба да опфати период на 2 влади. Тоа е првото, клучно во извештајот, и затоа ви тврдам, мислам, со сета морална одговорност и со сиот собствен кредибилитет кој што го имам и сум го изградила низ годините, дека господинот Вајд си направи еден општ драфт, тоа не е ништо, нели, додека не се помине, тоа е драфт, предлог на репорт, на извештај, врз основа на кој што, значи, пред 2,5 месеци им беше доставен на европратениците на ниво на парламентарни групи да си го и дадат своето мислење. Во рамките на тие месец и пол-два, од страна на европските пратеници на извештајот на Томас Вајц беа ставени 313 амандмани, беа поднесени. Таа работа, значи, во однос на тие амандмани, потоа беше артикулирана, тоа е самиот известител со неговиот кредибилитет, на ниво на секоја парламентарна група. Добро. Ги разгледуваше заедно и гледаше колку е тоа во рамките на копенхашките критериуми и во однос на, нели, каде стои Македонија во приказката, бидејќи таму имавте амандмани кои што секако отпаднаа сега, затоа можам и да коментирам. Обично документи... Колку отпадна реално? Отпаднаа многу, значи многу. Остана, не ме држете за збор, некои, не знам, можеби 20 на 30 на амандмани, кои што се компромисни. Добра. Значи, од 313, тоа е, да речам, огромен успех и ние треба со респект да зборуваме за Томас Вајц. И треба да му сме благодарни за ова што го издржа, бидејќи навистина тоа што го разбрав, и тоа не е само од господинот Вајц, туку и од колегите од Европарламентот, од моите пријатели европратеници, тоа е страшно што го направија европратениците од Бугарија. И тие имаат цел, видете, нивната цел е всушност тоа што сите го знаеме, и малите деца во градинка го знаат тоа во Македонија. Нема македонци, не постои македонски јазик, ова е бугарска територија, ние сме, нели, југословенизирани, србизирани, како не третираат, нели, изгубени од стадото, и тие се имплодираат, и тоа е агресивен, значи, неофашизам кон Македонија.
Но тие се внатре во Европската унија, а ние сме на вратите на Европската унија. Да, но избоксувањето да им се тргнат еден куп од овие нелогични, ајде евен или не знам. Тоа е толков напад према Вајц не е... Да, но и тоа е резултат на парламентарната дипломатија во која вие директно сте инволвирани. А видете, моите аргументи на моите колеги, значи од сите парламентарни групи кои што сме дел од мешовитиот комитет, јас работам со сите мои колеги внатре. Сите ние сме заедно и тоа е како висок национален интерес. И тука сакате да кажете дека немате пречки да функционирате надпартиски во овој момент. Не, национален интерес кој во прашање нема партиски поделби. Тоа е интересот на Македонија. Таму во Европарламентот сме еден организам. Они не гледаат власт, опозициони гледаат еве се овие од Македонија се пратеници. И така дискутираат со нас. Нашите аргументи се токму тие. Значи, не се држи Европската унија до сопствените принципи. Европската унија, јас често пати тоа прашање им го поставував кога се среќавав со нив. Кога беше поискрена Бугарија? Кога пристапуваше во рамките на Европската унија 2012? Знаете зошто? Затоа што тие пред да пристапат и секоја нова земја членка мора да даде декларативна изјава дали има нерешени прашања со некој од своите соседи. Како што сите знаеме, Европската унија се почива на договорот за јаглен и челик. Тоа е мировен договор. И клучното прашање кога се формираше Европската заедница 50-тите години од минатиот век беше токму договор меѓу Германија и помеѓу Франција. Клучните судерни точки од Втората светска војна. Значи, тука беа, затоа беше договор за јаглен и челик. Ништо нема случајно на небото и на земјата. Но она што е клучно е дека кога таа декларирала, кога била поискрена, кога рекла дека нема, дека се е во ред и станала членка на Европска унија, или денеска кога вели дека има проблем со Македонија. И во тој контекст секој човек чесен, честит, достоинствен, не мора ни да ве знае, ни да ве сака, ни да сте му симпатични, ама апсолутно не мора ништо. Тоа се принципите и аргументите со кои што и тој во Австрија излегува и бара поддршка за да влезе во Европскиот парламент. И сите негови колеги од другите земји членки кои што одат на избори со тие принципи излегуваат пред нивните гласачи, за да парticipираат во Европскиот парламент и да ја држат обединета Европа, да ја се уште градат бидејќи не е дозавршен тој процес. Да. И во тој контекст тука се гледа лицемерието и затоа Македонија доби симпатии. Затоа дошле и тие во компромисните амандмани, дошле тие предлози кои што се однесуваат на македонски идентитет и македонски јазик, кои што беа претходно не беа дел. Например, во амандманите, затоа преска спомнав, кои што беа понудени оние 313 амандмани, имавте, например, амандманот, дел од некој, не знам дали во група беше или се, зашто стварно се многу, бугарски европратени кои што вели во Македонија имате, значи, оговор на омраза. Јас го гледам амандманот и велам, не постои политичка фигура во Република Македонија која што има говор на омраза према Бугарија или према бугарскиот народ. И тоа го тврдам, дека не постои човек во Македонија кој што ќе има нешто против некој од Бугарија. Тоа е, ние сме толку тепани, сме поминале секакви робства, сме формирале на најспецифичен и на наједен, како да кажам, на фантастичен начин, како да го наречам, се ова ми е академијата од мене излегува, може и подобар политички збор треба да смислам. Секогаш кога ќе биде стилот висок, јас ќе ве препрашам. Да. Мане стил. Ви благодарам. Значи, во 44-та формиравме национална држава. Па и таа држава не доби шанса да се развива самостојно, туку беше во рамките на една федерација. Преку 40 години го поминавме и тоа. Па формиравме држава во 90-тите, па преживеавме ембарга, па преживеавме конфликт 2001 година. Не знаевме кого закупуваме, по кого попрво плачеме, се подели општеството. Значи, тоа македонските граѓани го знаат. Па претрпевме 2-3 брана на тешки, значи, иселувања, миграции од Македонија, значи, разочараност кај помладите во однос на системот на државното уредување, на приликите и така натаму. Па преживеавме шарени револуции, па преживеавме други турбуленции, предавства.
И ние сме толку, ми се чини, како граѓани, дојдени до степен кога на вистина нема пизма. Не погледајте по улиците, се возат коли со бугарски таблички. Јас имам колеги во Бугарија со кои што комуницираме преку академијата, разговараме за научни теми. Имаме огромен број на граѓани кои до многу скоро одеа, најблиско им беше Бугарија, одеа таму се лекуваа. Кога нема можности тука. Ама нормално е тој, зошто некој би имал омраза или имало одредени работи кои што се дел од поранешниот комунистички систем. Има луѓе кои што биле прогонувани и етикетирани како соработници на бугарите или бугараши или секакви пишува, ама тоа е во едно друго минато. И тоа затоа беше потребен и затоа е жално што во Македонија не се спроведе докрај процесот на лустрација. Или погрешно се водеше лустрацијата. Тоа отвара, знаете како Пандорина кутија, тоа отвара многу теми. Има таму мастрав за кој што тие може да алудираат и имам простор тука да се разговара. Но јас често пати тоа им го кажав на европските пратеници, видете, ако за нешто барем можам да ви тврдам, а можете самите да се уверите, ние јавно ги објавивме архивите. Дојдете во македонскиот архив, јавно се објавени документите, огромни книги се испечатени, тоа се томови, можеби цела соба можеме да ја наполниме со нив. Кој сака нека повели, нека чита. И ако навистина имало такви злоупотреби или луѓе биле тормозени или етикетирани лажно кодошени, па и да не биле лажно, да се чувствувале така. Треба историски тоа да се исправи, таа неправда и треба да се знае. Ама ние треба малку подлабоко да влеземе во тоа. Кој ќе настапите со објективен пристап, конфуцијански, златна средина, без да очекувате премногу и без да барате премногу. Објективно. Добивате тоа што го добивате сочувство и го добивате резултатот. Сега, дека тие тоа го злоупотребија и дека кога видоа, да не заборавиме, една недела ми се чини пред да биде Комисијата за надворешни работи во Брисел, на почетокот на месецов, тие во Бугарското собрание, простете, донесоа декларација за жртвите. Тоа им беше последниот џокер во ракавот, за да представат дека тука има терор, ама они зборуваат за едно мрачно минато. Тие зборуваат за луѓе кои што веќе не се живи. И тие луѓе ги има во македонските архиви, кои што биле и неправедно етикетирани, злоупотребувани, уништувани. Но тоа не се однесува на современа Македонија. Па ако сакате, мислам и да бидеме еве политички некоректни, па јас помнам само злоупотреба на бугарското влијание кога на времето Тито Петковски делеше бугарски возови која правеше. Кога во 90-тите години. Тие што се постари малку може да се сетат подобро. И како се водеше таа реторика. И да не кажам, други работи. Навистина, не е баш така како што работите се представени. Дека ситуацијата неизвестна е неизвестна. Дека и ние сме свесни за тоа, дека нашата битка е огромна. И дека ова Давид Голијат битка не можеме да предвидиме како ќе заврши. Но нашата задача и како представници на македонските граѓани не е да предвидуваме како ќе одлучи Брисел. Нашата работа е да си ја работиме работата дома, а пред нашите пријатели надвор да разговараме и да ги представиме објективно сите прилики. И без подценување, и без премногу разубавување на работите. Онакви какви што се. Ако верувате, покрај ова што ни одзема енергијата, еве речиси 2-3 недели се занимаваме со оваа тема и исцрпувачка, и фрустрира, и создава многу негатива, има прашања каде што Европската унија има многу што да ни каже. И Европскиот парламент. Ние имаме сет на реформски закони во правосудство, кои што подитно мораме да ги спроведеме. Не само да ги донесеме, да ги спроведеме. Ние имаме мислење на оценската мисија за работењето на судовите. Ние имаме препораки од Венецијанска комисија. Ние сме под сериозен мониторинг како општество. Системски закони, законот за државна и јавна администрација. Имаме сет на закони кои ги привршуваме во образование, каде што треба реално да се спроведе една системска реформа. Тоа се оние институционални блокови кои што Европската унија ќе ги побара од Македонија кога ќе одлучува да не стави да бидеме дел од нејзе и дел од европското семејство. Да, но тоа треба да ни има второстепено значење. Првостепеното значење за нас е дома тие да ни донесат бенефит, односно нивното имплементирање. Мораме да одиме на многу куса пауза за реклами, остануваме на истава линија. Мене лично ми требаше ваков тип на малку подлабоко објаснување на влијанието, моќта на ова тело, мешовитиот комитет и неговото значење реално во овој момент и периодот што следи. Продолжуваме во истиот контекст, останете на Алфа, за кратко се враќаме.
се враќаме назад, имаме уште отприлика 1/3 од времето кое што го поминавме пред рекламите. Вечерва во за или против е пратеничката од ВМРО ДПМН Иванка Василевска и она кое што верувам дека ги импресионираше и гледачите, ги импресионираше зошто? Затоа што сме навикнати да читаме разноразни извештаи дека пратениците се практично само земачи на патни трошоци и ништо друго не прават. Добро е кога се знае дека функционира парламентарна дипломатија, например, нешто што и помага на државава во дипломатска смисла, нешто кое што така треба да биде, нели? А не сме го слушали и тоа е за жал ние некако тенденциозно и како медиуми и како јавност се фаќаме за овие понеубавите работи, подготвени на критика цело време, не сакаки да слушнеме дека и сепак и за доброто на државата се прави некогаш нешто во рамки токму на вашите мандати. Сега тука листајки по социјалните мрежи, она кое што можам да видам дека го објавуваат изминатиот период, се сериозни, многу чести патувања, што како научни конференции, претпоставувам на покана како професор одите, дополнително како пратеник, но и на ниво на пратеник во нашиот законодавен дом. Ми остави впечаток, например, една од последните е во Прага, тркалезна маса на тема владење на правото во турбулентни времиња. Претпоставувам тука сте тет исто така со професори од Бугарија, од Грција, па и тоа е еден вид на сериозна дипломатија и борба во научна смисла или како и да е. Колку сите овие вакви типови на ангажмани надвор од државата, колку се реално за доброто на Македонија и зошто тоа не го гледаме? Професор, еве вака, ајде пидајки и секоја од овие функции вие голема е честа кога ќе ви се јави цели институтот со седиште во Прага. Да, цели институтот е за оние кои не знаат. Тоа е за владење на правото. Значи таму е врвот на правото во светот, тоа е американска организација, значи во State Departmentот. Не е владина, туку е... Тоа е како невладина, како институт кој е всушност уште во времето на рушењето на железната завеса. Присутни се во југоисточна Европа за да помогнат во транзицијата и да ги обучат судиите, правосудниот систем во транзицијата на времето кога ќе излезат од тоа едноумие, од тој начин на размислување во социјализмот. И нормално ова е врвот или како би рекла крем де ла крем на правната пракса. Таму ги имате сите умови, тоа се луѓе со сериозни биографии, луѓе со сериозна посветеност, хуманисти, алтруисти кои што работат и во Македонија. Значи имаше пред неколку месеци со Врховен суд има советувања, присутни се и во регионов. Во моментов се во една голема тркалезна маса во Тирана, Република Албанија, претходно беа во Приштина, помагаат за да се крене нивото на правосудниот систем преку своите анализи, преку своите предлози, дали е прашањето за ветингот, оние што се и суштински стратешки закони што ги спомнавме преска околу тоа во правосудство што треба неопходно да се донесе до крајот на месецов. Понатаму за како беше за свиркачите кои што нели ќе достават информација, заштита нивна и така натаму. Значи голем дел на уредувањето на судскиот совет, советот на јавни обвинители, прашања кои што се клучни, турбулентни во турбулентни времиња и од тој аспект јас имав чест да добиам лична покана да дебатирам на еден од панелите што ги организира, тоа беше владење на правото во ерата на евроинтеграцијскиот процес. Тоа ми е нешто што најмногу го сакам, двата сегменти, правосудството, правдата и евроинтеграциите, и го работам активно 5 години како македонска парламентарка, но и како професор по историја на право, јас сум теоретичар и јас ги опфаќам сите аспекти на овој спектар кој што е особено значаен за функционирање на државниот организам. И имав обраќање, говорев едно 20 на минути во однос на евроинтеграцијскиот процес и реформите во правосудството во Македонија. Укажав на сите оние недоследности кои се случија во изминатиот период, посебно случувањата во судскиот совет. Да, мора да се објаснува. Зошто не беше успешен процесот на интерпелација? Лично
интерпелацијата на судски совет е невозможна затоа што таму имате да, точно собранието бира 5 членови во судскиот совет, но не постои законски механизам, тоа некој многу мудро го смисел така, кој што ќе ги отповика. Нели, интерпелацијата е само опомена, како да кажам, ние исто така сме повикување на како морал. држава и систем скарани со ништо што се вика професионален интегритет и одговорност, Така така е. што па и да нема механизам, треба да има интегритет личен кај одредени луѓе, дека по изгласана интерпелација треба сами да заминат веројатно, но нашата политичка и секаква друга култура е малку пониска очигледно. Далеку. Па не се тие се партиско-политички, елитистички доставени, не се дојдени со биографија, не се дојдени со кредибилитет, туку затоа што со некој вожд биле во добри односи. И во тој трибалистички однос на владење и злоупотреба ќе видите и во однос на законодавниот дом. Јас, можеби, бидејќи никако не можам да се навикнам на тоа дека сум класичен политичар, и веројатно не сум, но професорлукот сам по себе кај мене има едно силно влијание, јас сакам да споделам, јас дискутирам, јас затоа и комуницирам и со колегите и со јавноста многу искрено, бидејќи подобро да ги подучите, па и нека ви се политички противници, отколку да гледате глупости и работите да одат на лошо. Во тој аспект, например, во однос на одредени терминологии и начини на однесување, вие во некоја нормална држава не можете да си дозволите да имате Весна Дамева да биде председател на судски совет. Ни подразно нема да си дозволи таа да се да оди. Реално слушате, забележувате примери во држави по-парадоксални од нашиве тука со тебе? Имаше порано во Албанија. Сега е таму многу подобрена ситуацијата. Зборам сега за регионот. Уште има проблеми во Косово. И Црна Гора исто така, но доста добро се справуваат, имаат, значи, одреден напредок. Ние сме за жал најниско сега во моментот на тој дел да rule of law, за владење на правото. И имаме потреба од совети, имаме потреба од посериозен ангажман, не само шминка, создавање на, не знам, таму нели работни тела и не знам сликање на Facebook, туку сериозна системска анализа и сериозна сериозно интегрирање на сите оние стручни мислења кои се во интерес на подобрување на системот. Тој не може преку ноќ исто така да се смени. Овие процеси и нашето општество не е доволно запознаено. Ова се процеси кои што не се случуваат за една вечер, за еден ден, за една недела, за еден месец. Не ги менува само законот. Да. И проблемот на имплементацијата, тоа ми се потврди во разговорите со колегите во Чешка, дека имплементацијата е многу исто така значајна, исто како и носењето на добар системски закон. Ако вие, еве ќе ви кажам еден друг пример. Пред некој ден имавме последен ден од караванот парламентарен, кој што го организираат, ми се чини ИРИ, НДА, парламентарен институт, повеќе организации, и сите пратенички групи по изборни единици на одредени локации се среќаваме со непосредно со граѓани, имаме тие неколку часа кои што ги тоа е караванот вашиот пратеник? Да, вашиот пратеник. Гледав и изгледа интересно. Да, интересно, убава идеја, тоа е проект кој што е од надвор, но е дел од некоја активност која што има за цел и граѓаните да имаат можност непосредно да се запознаат со пратениците од сите пратенички групи. И таму, например, се сретнав со учениците кои што некои се и полнолетни веќе од училиштето за глуви и слепи Партенија Зографски. Добро. Прекрасни деца, прекрасни млади луѓе, толку убаво така си направивме една комуникација. И меѓу другото добивам од нив информација дека за возачка дозвола во Кочани едно од тие момчиња му го одбиле, прво го навредувале, не му верувале, дека е глуво немо лице, потоа му рекле не ти треба тебе, ај таму, не му ја дале едноставно шансата да земе лекарско уверение. Во Скопје дошол и тоа го завршил. Иако законското право дефинирано и поставено. Тоа е имплементација како пример еве за хумана политика, затоа го кажувам како пример. Не може во Кочани да важат други закони од Скопје. Значи, законите важат на ниво на цела држава подеднакво. И ако не се спремни да работат, не може да работат. Исто така нешто што страшно многу фрустрира, одиме кон Европска унија.
државните јавните институции не се хуманитарни организации. Не се ќе се влезам во државно за да родам дете, за да одам на одмор, за да бидам у 2 попладне дома, за некој да ме куца на работа. Таму сте за да сработите тоа што ви е работа. Ако не можете да работите, нема да работите таму. И не е важно дали вашата партија е на власт или не е. Мислам, ние мораме да излеземе од стегите на партизацијата. Тоа е една постојана, значи, опашка што ни се влече, ако сакате, и во сите извештаи од Европската комисија. Да, така. Значи, не можете, тоа не значи дека не треба луѓето да ги дадете шанса, тие што се во политика ќе се најдат во прв, во втор, во трет, во пети, во 10 ежелон. Ќе се најдат своето место, но не можете да станете биро кое што ќе поплаки и жалби ќе решава. Се знае, државата си има социјална политика и во рамките таа социјална политика се знае како се третира. Но пак доаѓаме до клучното. Законите не може да не важат на цела територија подеднакво. Невозможно е тоа. И тој пример, како еден пример вака да го издвоиме, дава одговор за сите други прашања кои што ќе ги поставиме. Тоа е сликата. Да. Силна порака за крај, тука ќе мора да заокружиме. Има уште што да се зборува, меѓутоа и доволно. И доволно од оние клучни работи изнесовте, и малку хронолошки, малку едукативно, малку и да се присетиме на она зошто беше за да биде сега вака, или што беше за да биде сега вака, како и да е, надежта и работата не тераат да веруваме дека можеме да бидеме повторно нешто што бевме лидер во регионот на времето и со побрзи чекори да стигнеме онаму каде што заслужуваме да бидеме. Ви благодарам што бевте денеска дел од За или против. Јас само би сакала, ако ми дозволите, една реченица до две. Јас влегов во политика бидејќи верував она што актуелниот премиер Мицковски ми го кажа тогаш, а тој рече дека ќе направиме да биде подобро. И јас се уште верувам силно дека тоа ќе се случи. Само што треба сите заедно да работиме и да имаме поголем степен и на толеранција и на доверба, да ги исчистиме негативните примери, да учиме од поранешните грешки, да не забораваме и со таа мисла да си веруваме едните на другите и на тој начин да дојдеме до еден подобар простор кај што навистина ќе може да се реализираат овие убави цели кои што се и во владината програма и за кои што навистина гледам дека се вложуваат големи напори за подобрување на состојбите и внатре во македонското општество. И од тој аспект сакам и во јавноста луѓето да почувствуваат таа релаксација и да не бидат подложни на лажните вести и на искривоколчените невистини кои што би создале пизма и недоверба или разочарување. Ние треба да веруваме и да се бориме да биде подобро и само така ќе биде. Ви благодарам уште еднаш. Не може ова да се изглуми или да биде популистички став, се гледа дека е од срце и се гледа дека го зборувате искрено и останува да секој еден од нас биде со иста таква една енергија за да можеме да функционираме заеднички, бидејќи ако е поинаку и ако доверба не постои, тогаш практично сме на погрешен пат. А фактот дека го добивте мандатот во убедлива бројка и процент од граѓаните зборува многу. Останува да сме трпеливи и да ги видиме резултатите. Уште еднаш благодарам. Исто и на вас ви благодарам за вниманието, почитувани. Деневно политички теми некогаш и го пробиваме терминот. Верувам дека вас ви одговара, бидејќи станува збор за прашања важни за Македонија. На мојата режија и на телевизијата веројатно помалку им одговара пробивањето на терминов заради концепцијата на радењето на програмата. Се извинувам од оваа позиција на тимот што работи зад камерите и во режија и се гледаме повторно утре во истиот термин. Бидете на За или против, колешката Анастасија Илиевска е со вас.